Почитувани, добре дојдовте. Ново издание на интервју 21 час од вторник, резервиран токму за оваа емисија. Веќе како што гледате, се наоѓаме на спортски терен, така да мојата вечерашна соговорничка е една прекрасна млада личност која што итекако со годините кои што ги има може да се пофали со доста успеси. Станува збор за ракометарката на Куманово, Викторија Певска. Викторија, добре ни дојде во интервју. Добро ве најдов. Како си, еве, на твој терен сме денеска сепак? Па, одлично, на мој терен, најубаво. Така, се надевам дека овој разговор ќе помине така како што јас замислував, дека ќе го привлечеме вниманието на сите гледачи кои што не следат оваа вечер. Да го започнеме разговорот со твоите почетоци, но пред се, кој е виновникот што Викторија денеска е ракометарка? Па, главен виновник е дедо ми, кој што, како што знаеме, нели тренер во млади категории. И како што се сеќавам, кога бев малечка, татко ми водеше на неговите тренинзи и ги гледав другите деца на почеток само како тренираат и така и се роди таа желба и кај мене да почнам да тренирам. И ете и ден денес се уште се занимавам со тоа. Се надевеше ли дека, еве, скоро колку време се занимаваш со ракомет, дека сепак ќе настапуваш за една професионална лига, ќе настапуваш и во првата лига? Па, со тек на време, да, си поставував нели цели некои, кои што сега за сега ги остварувам. На почеток беше нели рекреативно, хоби, но прерасна во нешто што го работам сега како професија. Так. Зошто се одлучи за овој спорт, за ракометот? Кои се предностите на овој спорт? Па, мислам дека најмногу ради тоа што ете дедо ми, татко ми, тие беа потенцијални кои што ме тера да тренирам ракомет. Сметам дека секој спорт си има своји предности и најбитно е, без разлика кој спорт е, да се спортува прво нели ради здравјето и сметам дека спортот научи на многу добри работи и позитивности во животот. Каде беше твојот прв професионален ангажман како професионална ракометарка? Како се сеќаваш на тие денови? Па првиот ангажман ми беше во Вардар пред 3 години, така 2012-2013 таа сезона. И мислам многу добри впечатоци имам, бидејќи се работи за екипа која што има професионални услови за тренинг. И таму сваќаш уствари колку ти е битен ракометот и дали ти со тоа сакаш да се занимаваш професионално и да го посветиш животот на тоа, или сепак за тебе представува ракометот само нешто рекреативно. И сметам дека добро се снајдов и мислам дека тогаш се одлучив и тргнав по овој пат. Зошто Викторија се одлучи покрај настапите во Металург и Вардар да настапува сепак за ракометниот клуб Куманово? Па, за жал, Вардар и Металург се единствените клубови во Македонија кај што има оние професионални услови. И впечатоците од таму, значи како и секаде, имам и добри и лоши впечатоци, но едно единствено нешто што најмногу ми остана како добро нешто се пријателите кои што ги стекнав и во двата клуба и со кои што и ден денеска се дружам приватно. Но сепак Куманово, за мене се Куманово, нели градот кај што потекнувам и ми беше задоволство да се вратам тука и да ја помогнам на оваа екипа да влезе во Европа оваа година. Така, кога сме веќе кај Европа, сепак пред се честитки за вашиот пласман на европските надпреварувања. Колку притисокот врз тебе беше голем со оглед на фактот дека ти си лидерот и капитенот на оваа екипа? Беше ли тешко да се носиш со тој притисок и се очекуваше сигурно многу повеќе да дадеш и од тебе? Првин благодарам. Па немав голем притисок, пошто располагаме со добри ракометарки. Значи, една млада екипа која е доста талентирана и верува во девојките и ги потикнува цело време и мислам дека бев добар лидер и максимално се трудев да го доведам клубот во моменталната состава. Така, очекуваш ли да имате исто така успеси и надвор на европска сцена, кога ќе настапувате, веќе ќе почнете и да се подготвувате? Секако дека очекувам и мислам дека и сите ќе придонесат за да имаме добра сезона, уште подобра од оваа
година. Така, има ли одреден момент од твојот живот на кој посебно си гордеве, кога ќе погледнеш неколку години наназад, нешто на што особено се гордееш на себе, без разлика дали тоа е приватен или професионален момент? Па, искрено не знам кој момент би оделила, ама ете можам да ги оделам оние победи кои што ни придонеле да бидеме на подобро место на табелата или кога ќе победиме некој ривал што така сите ние клупски имаме огромна желба да го победиме. Тоа би го оделила како некоја поголема задоволство. Така, најголем дел од твоето време ти го поминуваш на тренинзи. Колку е тешко да ги усогласиш сите тие термини за тренинзите? Останува ли време и простор за дружба со семејството и со пријателите? Па, имам доста време. Значи, и сето слободно време обично го поминувам со пријателите, значи излезена по кафења, на прошетки. И мислам дека сега за сега си одржувам некој баланс и дека добро се снаоѓам во тоа. Знае ли Викторија да отсуствува од тренинзи? Дали некогаш ти се случило такво нешто? Па ми се има случано, но секогаш било ради некоја оправдана причина. Значи, пошто мене денот не ми е ист кога тренирам и кога не тренирам, обично тоа било ради некоја повреда и слично. Така, сепак тоа е оправдано и колегите и тренерот сигурно не ти наоѓаат замерки за тоа. Колку знаеш да послушаш совет, упатена критика до тебе и колку ти е важно мислењето на другите за тебе? Па, мислењето на другите, најбитно ми е мислењето на блиските, на пријателите и на семејството. И знам да послушам и совет и критика, иако некогаш знам и бурно да изреагирам, но сепак знам дека кога е од мои блиски луѓе, тоа е само добронамерно и го прифаќам тоа. Така, кој е најдобриот совет кој што го имаш добиено? Се сеќаваш ли на некој таков совет? Без разлика дали од пријателите или пак овде од клупските колеги? Па советот да не се откажувам никогаш. Значи, имав потешка повреда, отсуствував од терените година дена. И тоа беше некој најтежок период така за мене и со поддршката на најблиските успеав и тоа да го пребродам. Така, кога сме веќе кај советите и кај критиките, направив едно мало истражување или мина анкета овде помеѓу твоите колешки, па предлагам тука да направиме една кратка пауза, да ги слушнеме размислувањата за тоа каква е Викторија како пријател, како другар и како ракометен колега. Викторија Пеовска е лидер на нашата екипа, главен организатор во играта за време на надпреварите. Таа покажува голема пожртвуваност за време на надпреварот. Редовно и на тренинзите. Да, редовно тренира со нас заедно, не бодри, не советува и за игра и во... Како најискусно знае ли да подвикне некогаш? Па знае и повеќе од тоа. Ама сепак се дружиме и надвор од терените, добра другарка. Знае ли да подвикне некогаш и на надпревар или да дојде во конфликт може за Па ретко се со противникот да, а меѓу нас не, значи ние сепак сме пријателки, остануваме да се дружиме. Јас Вики како лидер на нашата екипа, капитенот, секако таа го носи најголемиот, најтешкиот дел од сите надпревари, од сите колеги, како да кажам, значи таа го има најтешкиот дел, пример да ги прими сите најдобри и најлоши критики кога станува збор за екипата. Вики одличен другар, одличен пријател. На утакмиците капитенско расположена, специфично за неа многу брзо се нервира и многу брзо реагира и поминува. Не, нема да. Не е зло памтило, како да кажам, не е љутка, кој знае колку, ама пак прв у екипата кој ќе се наљути е она. Надвор од терен секако дека се дружиме, ние сме пријатели на теренот и на... Порасположена. Да, дефинитивно порасположена и супер другар е, супер другар. Ги истакнува своите убавини со тоа што
го има во спотот на Александар Тарабунов најновата песна, можете да ја погледате. Песната се вика Дали има. Па Вики представува најпрво многу позитивна личност која е подготвена во било кој момент да не дигне на нозе, да продолжиме со играта без разлика дали е лошо или добро, да не поттикне, да ни даде мотивација. Представува многу добар играч исто така со голем квалитет кој што секој тим заслужува да има таков играч. Се дружите и надвор од спортските терени. Да, секако таа представува многу добар пријател, како што напоменав, позитивна личност, секогаш знае да не разведри и така натаму. Која е нејзината најдобра особина, сигурно и? Па, предпоставувам храброста, бидејќи таа како лидер на нашиот тим мора да ја поседува таа особина, да преземе ризици во име на целиот тим, па и ние со неа на некој начин, да знае во нејзино име да одговори за целиот тим и таа што верува во нас, тоа е доволно за нас, исто така позитивноста, најверојатно. Колку време настапувате заедно? Па околу 2 сезони и покрај тоа што не сме од многу одамна заедно, таа е многу добар играч и лесно се приспособивме заедно. Одличен мотиватор, секогаш е тука да те бодри, да те подигне во моменти кога сите паѓаме, во оние тешки моменти во кои треба највеќе да се избориме. Како пријател пред се дружиме и приватно, одличен пријател кој треба секој да посакува таков да има. И како играч, секој клуб треба да има таков некој што ќе е тука да го подигне во тешки моменти. Од кога настапувате заедно? Немаме многу години поминато заедно како соиграчи, но и тие малку некои 2 сезони што ги имаме заедно изиграно се сум многу задоволна од нејзината игра. Така, која е нејзината најдобра особина? Има ли таква сигурно? Нејзина најдобра особина можам да кажам мотиватор, храброста и пријател пред се. Ги слушнавме убавите критики и коментари од твоите колешки, секако на тебе многу ти значат, но колку ти значат критиките и советите од твојот дедо Димитар Антевски, кој што е долгогодишен спортски работник и секако е заслужен за успехот на голем број ракометарки овде во Кума. Знае ли да те критикува и да наоѓа замерки на твојата игра? Па искрено, он повеќе ме критикува отколку што ме фали, ама све тоа за да бидам подобра во тоа што го работам и секако дека ми значи и си го почитувам, бидејќи он е виновникот за тоа што сум јас денеска. Така, доаѓа ли често твоето семејство, доаѓа ли тој често овде на трибините за да те бодри на надпреварите? Секогаш е тука и тој и целото семејство и во другите градови кога идеме, кога сме играле, секогаш се со мене сите и што ми е од големо значење. Така. Сепак поддршката на семејството е можеби најважното нешто за да се успее. Ти несомнено ја имаш од твоето семејство. Има ли можеби наследник некој на Вики, можеби некој од твоето семејство кој што веќе е во ракометните води? Сепак мислам дека е тоа твојата сестра. Да, сестра ми тренираше, моментално она е надвор од терените, имаше една повреда. Се надевам дека повторно ќе се врати и дека ќе продолжи, пошто сметам дека е доста талентирана и дека може да направи многу, дури може би повеќе и од мене. Така, ја учиш ли ти на што повеќе, на што конкретно да внимава еве кога е во прашање ракометот? Па да, и давам совети, доста сум и постара и сметам дека ако се придржува до тоа, дека би можела. Дека сепак ќе успее. Да. Ги спомена повредите, сепак тие одат рака под рака и со успесите и со неуспесите. Што е она што тебе те крева и ти дава мотивација при една повреда? Спомена дека веќе скоро година дена си отсуствувала од терените. Кој е мотивот после една повреда да се вратиш пак на терен? Па спортот како спорт, секој спорт си носи нели повреди и знае да биде многу неблагодарен ради тоа, но да, имав повреда, тешка повреда на коленото, бев надвор во терените, но баш во тие моменти желбата за тренирање беше најголема. И сметам дека и покрај сите тие повреди, ние спортистите треба да сме борци, да не се откажуваме и
да пробаме и да го пребродиме сето тоа и да се вратиме на терените. Така сепак може би повредата како физичка, кога веќе ќе се направи оној дел кој што се нарекува рехабилитација и заздравување на раната, многу поважен е психичкиот дел за да повторно добиеш мотивација и желба за да настапуваш и за да играш. Сепак навистина е потребно многу повеќе да се работи на психолошкиот дел. Сепак тоа се постигнува сепак и кога си надвор. Што најчесто знаеш ти да правиш кога имаш слободен ден или пак можеби повторно настапуваш, односно повторно тренираш, како поминува еден твој слободен ден? Па, како што кажав и претходно, обично сум со пријателите. Знам да никогаш индивидуално да си идам теретана да вежбам, баш ради тие повреди. Времето поминато со пријателите, секако ти си една млада девојка која сигурно го троши кога веќе ти е слободен денот на излегувања, на пиење кафе. Каде најчесто може да се види Вики овде во Куманово за сите оние кои што тебе те знаат? Излегуваш по дискотеки и кафулиња или пак можеби тоа го оставаш понастрана? Па, секој ден сум некаде скоро, значи во сите кафичи по Куманово. Знам да излезам и у дискотека, што е многу нормално. Сметам дека е многу нормално, бидејќи ние, нели, спортистите сме живи луѓе и сакаме понекогаш така да се опуштиме, да се излеземе со друштво, добра забава. Така, кој е твоето омилено јадење? Се придржуваш ли до здравите навики? Сепак имаш фигура на која може да позавидат многу твои врсници. Колку обрнуваш внимание на здравата исхрана и на здрав начин на живот? Па, обожавател сум на овоше, ама исто така и на чоколадото и тука си балансирам. Иначе гледам поголем дел од времето да се исхранувам што поздраво можам и онака како што е потребно за да го издржам тренингот и за да ги издржам утакмиците. Значи не е тоа исхрана како диета за слабење, туку исхрана за спортисти. И иако имам и денови кога онака ќе се опуштам и ќе си јадам се што ќе си посакам, но тоа е обично за викенд или така. Како млада ракометарка сигурно имаш твој омилен тим и ракометарка, еве можеби идол на кој што посебно му се восхитуваш. Па, омилен тим ми е Будуќност од Црна Гора, а ракометарка Кристина Неагу, која исто така игра за тој тим. И сметам дека таа е една од најдобрите на светот моментално. Би сакала ли ти да настапуваш, еве го спомена Будуќност или пак во некој друг европски ракометен клуб? Секако дека би сакала, мислам дека тоа е и сон на секоја ракометарка. Така, постоеше ли шанса за некој друг спорт, а да не беше ракометот, кога ќе погледнеш еве неколку години наназад, дали можеби во школските денови се бавеше и со некој друг спорт, а да не беше ракометот? Па во школа играв сите, значи на сите спортови, учествував и кошарка, и одбојка, и фудбал, и ракомет, но индивидуално си тренирав ракомет и тоа си остана. Така, сепак и во школските денови и сега ракометот беше спорт број 1. Постои ли мисла, мото или некој слоган кој што ти го користиш без разлика дали имаш моменти кога си тажна, моменти кога си среќна или кога имаш успех или неуспех на професионално поле? Па некој мото немам, ама верувам дека се што се случува со некоја причина и дека после све што е лошо, доаѓа нешто уште подобро. Така, сепак доброто секогаш го победува лошото. Сепак за крај еве на овој разговор, која е пораката која што ќе упатиш на сите млади луѓе кои што можеби во одредени моменти од својот живот без разлика дали се бават со спорт или некоја друга професија помислиле да се откажат, сепак и како што спомена и ти си имала моменти кога некогаш си сакала да се откажеш? Па би им порачала да не се откажуваат, бидејќи спортот може да им донесе само добро нешто во животот, пред се или ради здравјето, а и да ги научи многу работи. Како да бидат упорни,
да бидат борци и дека се можеме да постигнеме ако наистина го сакаме тоа. Так, Вики, ти благодарам за овој твој разговор. Јас ми останува само да ти посакам уште успеси, да ракометниот клуб Куманово успешно не представи на европските меѓународни надпреварувања и со нови успеси повторно да ни бидеш гостинка. Почитувани, ви благодарам што вечерва бевте со нас и ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се надевам бевме интересни и секако мојот соговорник го задржа вашето внимание. Повторно ве очекувам во вторник, 21 часот, фреквенцијата добро позната К3 телевизија. Од мене, пријатна вечер.